Денеска предлагаме сосема нов закон кој произлегува од законскиот вакуум во кој се наоѓаме и во општествените прилики кои ги имаме креирани. Новиот закон кој го предлагаме е законот за денови на жалост, кој треба да ја уреди оваа многу сензитивна материја. Иницијативата за ваков закон просто произлегува од потребата доследно, правично и достоинствено да се уреди овој законски простор. Сметаме дека една држава како нашата, која го има трасирано својот пат кон едни повисоки вредности отколку тие на секојдневната политика, треба да знае и на вистински начин да жали. Ова не произлегува само како потреба за политичарите да се докажат пред своето гласачко тело, ова произлегува како потреба на секој граѓанин на Република Македонија. Секој граѓанин на Република Македонија, вклучувајќи ни нас, кои со години сведочиме на повторени трагедии кои ни одзимаат огромен број на животи на нашите сограѓани. Во постојаната правна рамка, како што нагласив, постои еден вакуумски простор. Владата може да донесе одлука за прогласување на ден на жалост, но тоа не се однесува како законска материја. Постојат некои обврски законски кои го уредуваат изложувањето на знамето, например, дека тоа треба да биде поставено на пола копие, но тоа е од прилика до каде оди целата материја. Прашањето е дали е тоа доволно, ние сметаме дека не е доволно, затоа што во изминатиот период, од тој кобен ден во март, видовме многу неправилни постапки на приватните субјекти, на медиумите и на пратениците многу недостоинствено во овој период, заради потреба за политизација на прашањата. Тагата не смее да биде политички селектирана и не смее да биде дел од политички наратив. Затоа сметаме дека поради овие несоодветни реакции кои ги имавме, како што угостителски објекти работеа како ништо да не се случило, институции кои работеа како ништо да не се случило, и медиумски чинители кои сензационалистички пробуваа да добијат поголем дел од видливоста во овој тежок период, а потоа имаше и моменти каде што емитуваа потполно неправилна и несоодветна програма. Затоа, меѓу другото, овој закон го предлагаме во директна консултација со некои од вработените во јавниот сервис, затоа што сметаме дека тоа е позитивниот пример кој треба да го следат сите медиумски чинители. Што значи тоа? Дека еден медиум при денови на жалост треба да има свој фонд на соодветна музичка програма, како што го има јавниот сервис, која ќе биде емитувана во деновите на жалост, зависно од нивното траење, кое ќе биде прецизирано во кои услови, колку што треба да трае во законските решенија. Овој фонд на соодветна музичка програма при денови на жалост, тие би требале од време на време и да го ревидираат, да го зголемуваат и да го прегледуваат неговиот контекст, затоа што нормално не застанува таму работата само во обезбедувањето на овој фонд, туку и музички продуцент кој ќе го регулира неговото понатамошно емитување. Во ова моментално рамка, каде што нема конкретни насоки кои треба општествените чинители да ги следат, се случува со нивното постапување или непостапување дополнително да се разгорува болката на оние кои биле засегнати од оваа ситуација и оние кои закрепнуваат од таа ситуација. На што алудирам, ве молам, на момент помислете како име на тие кои беа засегнати, тие кои имаа луѓе кои немило загубија живот во таа трагедија, да видат како нашите институции, нашите медиуми едноставно продолжуваат потеркот на сензационализмот, наместо да ја почитуваат нивната болка. И тоа најверојатно боли многу. Тоа најверојатно ги остава овие граѓани во еден немил простор, каде што се сеќаат сами и каде што не можат на вистински начин да ја процесираат болката која што им се случила. Тоа е меѓу другото и непостапувањето на институциите е навреда
за споменот на починатите и за достоинството на нивните блиски. Затоа предлагаме со овој закон да има јасни критериуми како и кога се прогласува ден на жалост, а да не оди тоа само со одлука на влада. Понатаму предвидуваме организирано одбележување со обврски за сите релевантни институции во државата. Како што напоменав претходно, усогласена медиумска програма без комерцијални и забавни содржини или содржини кои ќе даваат политички наратив на случувањата. Предвидуваме законски предвидено едноминутно молчење како символ за колективна почит при организација и колективно одбележување на овие настани. И конечно, за да се заштитиме од злоупотреба, сметаме дека е потребно да се воведат и санкции за недолично однесување. Би сакал да експлицирам дека овој закон никако не навлага во правото за слободно изразување, во регулирањето на приватните субјекти и нивното однесување, туку ги подразбира измените кои ќе дозволат како нација, како колектив, едноставно достоинствено да ја доживееме тагата во која што сме се нашли, која се почесто ја чувствуваме како што изминуваат годините, и да се дозволи на вистински начин да се закрепнеме од овие колективни трагедии. Овој закон се однесува на јавниот и институционалниот домен, во кој мора да постои ред, достоинствено и конечно емпатија. Не смееме да дозволиме идните трагедии повторно, кои за жал во државава како да се неминовни, како да едноставно има временска рамка која треба да се исполни за повторно да се случат. И при таква ситуација, кога не дај Боже би се случило повторно да не затегне некоја трагедија од било какви пропорции, не смееме да бидеме затегнати во конфузија, туку треба веќе да имаме одреден протокол како сите институции и сите општествени чинители ќе се однесуваат во тој временски простор. Почитувани колеги, гласајќи за овој закон, навистина мислам дека не гласаме за партиски предлог закон. Гласаме за законски вакуум кој не е пополнет и кој треба да го донесеме. Почитувани колеги, ве молам да дозволиме нашето општество, како државата која се декларира дека е достоинствено и на вистински начин, без комерцијализација и сензационализам, да ги поминеме деновите на жалење. Почитувани колеги, ве молам да го изгласаме овој закон. Ви благодарам многу.